Рече си неполни 30 на години ја крста нам Република Македонија. Во овие изминати 3 децении, рече си нема населено место низ кое не сум поминал или не сум направил документарен видеозапис. Неколку пати сум го посетил Маријово. Сум бил и во Кавадаречкиот, и во Битолскиот, и во Пилепскиот дел на Маријово. Во Пилепскиот дел на Маријово ми останаа уште селата Гојдјаково и Живово и за ни да направам документарни записи. Се одлучив за селото Живово. Може би се прашувате зошто се одлучив да дојдам во селово Живово. Одлуката падна, така да речам, пред речиси 30 дена на прославата на патрониот празник на селото Врбско, Свети Архангел Микаел, која секоја година се случува во ова село ден пред започнувањето на Петровдините поклади, каде што ме покани господинот Јован Колески, родом од селото Живово, на сам ден на летната слава, Петровден, да направам репортажа и за неговото родно село, селото Живово. Речено сторено како што вели народот. За Маријовското село Живово тргнав ден пред Петровден, но не со мојот долгогодишен верен пријател рускиот олдтаймер, джипот од марката КамАЗ, туку со новиот воз кој многумина го нарекуваат кинезот Цетунг, по поранешниот кинески државник Мао Цетунг, кој од железничката станица во Скопје во правец на Прилеп, кој според возниот ред секој ден поаѓа во 6 часот и 42 минути. Уживав додека патував. Речи си не забележа кога така брзо, за неполни 2 часа, возот со кој јас патував помина низ Таорската клисура, движејќи се паралелно низводно со реката Вардар, навлегувајќи во живописниот предел на Азот, низ колоритната убавина која со векови ја создава долината на реката Бабуна и планинските горостаси Мокра планина, Мочур и Бабуна, застанувајќи за кратко во многовековното село Богомила, накачувајќи се под падините на Орешка Чука, неуморно пробивајќи се низ, така да речам, стрмната железничка делница од 10 километри се до Богомилскиот тунел, поминувајќи ја неговата 4 километарска должина за неполни 2-3 минути, навлегувајќи во Пилепскиот дел на Палагонија и тоа што според возниот ред во железничката станица Прилеп пристигнав во 9 часот и 35 минути, каде што ме чекаше со неговото возило мојот домаќин Јован Колески, заедно со неколкумина негови соселани од селото Живово, и откако си сторивме здравоживо, мојот домаќин Јован Колевски на шега со повисок тон ми подвикна: "Зоране, со мојот соселанец Горан Кундовски, со неговото возило од марката Фијат Пунто, заедно ќе патувате за Живово." "Бива ли?" ме праша. "Бива, како не бивам," одговорив. А исто така на неговиот соселанец Горан Кундовски на шега му довикна: "Горане, ти го предавам Зорана во твои раце. Тргнете за Маријово, ама додека да дојдете до Живово, секаде да застанете и во Штавица, и на правеот Слива, и кај превојот Писокал, на патоказите кои што пишува село Крушејца, село Чаништа, Кален, Кокре, село Дуње и Вепрчани, кај Ченишкиот манастир, кај Расимбеговиот мост, кај некогашната општина Манастир, на патот кој се двои кон селата Полчиште и Бешиште, кај манастирот Свети Илија, во Витолиште, секаде да застанете, се да сними, се да забележи, да види светот дека Маријово не е пуста пустелија, туку рај на земјава, онакво како што Господ го создал. Откако мојот домаќин Јован Колески не испрати на вообичаениот негов маријовски дијалект, со среќа патот да ви врви, со Господ напред, со мојот пријател Горан Кундевски тргнавме во правец на Пилепскиот дел на Маријово, по 50 километарскиот асфалтиран пат кон Витолиште за Живово. Моето путешествие по селата низ Република Македонија, ете, ме донесе овдека на правиот Слива, каде што тука се наоѓа межникот помеѓу Пелагонија
и помеѓу Маријово. Ќе одам во селото Живово, каде што сум покренет од мештаните на ово село, кое што иако е за жала населено, меѓутоа стариот адет и обичај за Петровден не го забравиле. Таму ќе одиме да направиме една репортажа кое што мештаните до ова село ќе ни раскажат многу приказни за нивното родно село, за селото Живово. Ајде, ве поканувам, додиме заедно. Почитувани мои, откако ги поминавме првите 10 километри од Прилеп кон Маријово, пред да свртиме лево кај кучката пред селото Ново Лагово за Маријово, мојот пријател Горан Кундевски ми рече: Зоране, имам еден предлог. Дали може, така да речам, поодблизу и да ти ги покажам во хоризонтот каде се наоѓа и селото Штавица, и превоите Слива и Писокал, селата Крушејца, Чаништа, Кален, Кокре, Дуње, Чанишкиот манастир, Расимбеговиот мост, селата Манастир, Полциште, Бешиште, се до Виториште? Може, како не можем одговори, и си го продолживме патот. Почитувани мои, прва наша попатна дестинација беше на околу 1000 метри надморска височина, на местноста викана Штавички рид, кој високо кон небесните синила се издигаше над надалеку упознатиот филмски град, селото Штавица. Не само да одмориме, туку и да се насладиме од колоритната убавина што му ја дарила природата на овој дел на Маријово. Почитувани мои, предлагам дел од оваа колоритна убавина, која природата му ја дарила на овој дел на Маријово, преку окото на нашата камера, и вие да ја погледнате. Почитувани мои, по краткиот, така да речам, одмор во делот атора на селото Штавица, го продолживме нашиот пат, накачувајќи во живописниот македонски планински горостаз, Селечка планина, а по поминати речиси 5-6 километри не можевме да не застанеме и на планинскиот превој Слива, на некаде според моја проценка 1300 метри надморска височина, и одовде да не се насладиме од колоритната убавина од самиот хоризонт што не окружуваше. Почитувани мои, пред да застанеме на нашата нова попатна дестинација, на местото викано Трпчев манастир, кој се наоѓа во аторот на селото Дуње, каде што во неговата непосредна близина се дели патот кон маријовските села Дуње, Пештани и Вепрчани, мојот пријател Горан Кундовски ми предложи попатно да ме ги покаже дел од атарите на селата Крушејца, Чаниште, како и на Кален и на селото Кокре. Се наоѓаме на место викано Липовдол, каде што од твоја десна страна може да видите тука се наоѓа таблата за Чаниште и Крушејца. По асфалтираниот пат се оди до таму и манастирот Света Недела во село Крушевица, на едно 2-3 километри надолу по главниот пат од лева страна се наоѓа Кален и Кокре. Каде што ќе одиме попатно и да ги видиме. Овој пат главниот ќе ќе одиме на едно 2-3 километри од лево Кален и Кокре. Иначе ова пред нас е Селечка планина. Да. Почитувани мои, предлагам и од оваа колоритна убавина на Маријово да ја погледнете преку окото на нашата камера.
Каде стигнавме и до раскрсница каде Кокрај, каде што се наоѓа од лева страна тука. Има понекој човек живеат, али претежно сите се иселени. Во Кален се наоѓа и црква на Свети Спас. Село Кокрај после Кален горе. А овдека што е по овој Тамо се гледа и дуѓе, Прчани, Пештани малце лево тамо, Пештани не се гледа. И тоа е. Како што веќе рековме, стигнавме на раскрсницата за Дуње, за Прчани и Пештани. Во Прчани се наоѓа манастирот Света Богородица, Свети Димитрија, во Пештани се наоѓа Света Петка и Светилија манастирот. До Прчани, како што може да видите, има 12 километри. Малце десно тука се наоѓа манастирот Свети Ѓорѓи во атарот на село Дуње. Од Свети Ѓорѓи тамо позади се наоѓаат тие селата малку далеку, али ќе стигнеме и тамо на раскрсница. се оде спомниш кои села си тие? Тамо се наоѓа први манастир, па Полчиште, Бешиште. Нормално пред манастир е реката Црна, каде што се наоѓа и мостот Арсен Бегов. Сега ова и да те прашам едно. Од Црна натаму Од Црна натаму се Салам Маријовци. така, А од Црна наваму се така дали че Митија се Маријовци, и тие се Маријовци, али по навод. не толку. Значи не толку салам што се вика. Не толку Салам. Меѓутоа едните и другите Фати некој погреш. Да. Меѓутоа едните и другите се овој од добри домајчини. Да. Го продолжуваме патот. Продолжуваме полека со Господ напред. Така е. Ајде, Одиме на полека. дестинација. Пократкиот, така да речам, одмор во дел од аторот на селото Дуње, заедно со мојот пријател Горан Кундовски го продолживме нашиот пат во правец на кањонот на Црна река, која со милениуми неуморно го живоопишува и по речиси 15 на минути возење по асутераното Маријовско џаде и поминувајќи речиси половина од 50 километарската негова должина која води до селото Витолиште, стасавме во самата долина на река Црна, на местото викано Расим Бегов мост, каде што Црна река со векови го дели Маријово на Горно и Долно Маријово, каде што и овде малку застанавме да одмориме и овде малку да се насладиме од колоритната убавина која природата му ја дарила на Маријово во овој него дел. Сега, ова да ми кажеш, каде сега се наоѓаме? Сега се наоѓаме на река Црна, на Расим Бегов мост. Може да видите тука течението на Црна. Иначе по-старо Орегон се викала река, сега е река Црна. Тука може да видите има населба, викендици, многу. Ево го поминува моментално докторот овој во Жодику, Бутова. Ги лечи старите луѓе тамо. Тука нагоре се наоѓа стариот мост, не се гледа тука од врвите. Има стопи, кај што бил стариот мост, тој е урнат, кренат од реката. Еднаш бил тука 79-та и кренат мостот, па ово е наново правен последно. Тамо таа страна се наоѓа пат има од Вија Игнација истиот тој уште од Александар Македонски од времето. Кој оди покрај реката таму, па преминува десно, лево и така. Тука во некаде на возрастот на 5 км се наоѓа и кањонот. Кањонот познат како Чебрен, Така. каде што и треба ако се изгради брана. Тоа е манастир таму, село Манастир, под селото Манастир. Иначе овде атерот и овој атер е на село Манастир. Сега, од овде до Дуње, до Витолиште, колку отприлike имаме одење вака? Точно 17 километри од мостот до Витолиште. Така.
А ние сме упатени да одиме и према Живово. Да, имаме нашата дестинација, целта е да стасаме до Живово. Од Витолиште до Живово колку километри има? Негде 3-4 километри. Така. Не далеко, али патот е лош. Меѓутоа традицијата за Петровден, Традицијата, значи не спречува ништо, ни пат, ни време, значи. ти од каде си родом по потекло? Јас сум потекло од Врпско, татко му Врпско, преселен во Витолиште и сум роден во Витолиште, али се осеќам врпчанец. Ја прочитам Марио филм беше на прославата овоќе во селото Врпско. Да. Поминало е многу убаво. Да, супер беше. Се надевам дека ќе поминеме добро и во Живово. Тука е поблиску и мислам дека ќе има поиќе народ и ќе помине добро. Како и секоја година. Водиме, како што рековме, продолжуваме за Витолиште и Живово. Почитувани мои, по краткиот, така да речам, одмор во долината на река Црна, на местото викано Расимбегов мост, го продолживме нашиот пат во правец на Горно Мариово. Сега овдека се наоѓаме некаде од Расимбегов мост, поминати колку оѓу километри прилика вака? 10 километри, Така. после 17 до Витолиште, Така? од Витолиште довде до раскрсница Бешиште и Полчиште, 7 километри, значи 10 има помината довде. Од десна страна тука патот не е асфалтиран. Така? Требаше да биде асфалт, али нема врска тоа. Полчиште и Бешиште. Во Бешиште е Света Петка манастирот, има манастир, таму во реката. Во Полчиште Пантелеймон, таму на ридот горе на високото. Ова место овде како се вика? Ова се вика Баров мост. Баров мост. Да. Како му е добиена легендата, знаеш? Не сум слушнал, али Баров мост изгледа нешто пак поврзано со некој бар, не знам, Баров. Некој име, така рече. Така рече. Сите места што Расимбегов мост, нели долу ќе се поминаме, има моменти дека бил правен од некој Расимбег, па ете Расимбегов мост, тука Баров мост. Неверојатно, овој човек Сите места се поврзани со некој. со некоја историчка личност. Да, има Така. поврзано. Сега овдека се некој чуваме нагоре по горнината и На горнина тука на 1 километар манастирот Светилија, кој што рековме, селото Мелница. така, Ќе застанеме таму. со задоволство Да. да видат нашите гледачи каде се наоѓа овој манастир Да го посетиме. и пред се да го видат оното место на Стале Стале Попов. Стои ли уште куќата Стале Попов тука? Едно време стоеше. Имаше таму, стоеше куќата, падна, па стави една плоча дека демек е од Стале Попов куќата, да се знае од Стале Попов. Имаше момент дека да ја реновираат, општина да ја реновира како културно наследство, да биде Така. што да направи и падна се удна. Меѓутоа Стале Попов и понатаму ќе живее во романите Нормално, да. Крпен живот, Кале Шанџа, Шачир војвода, Толе Паша. Жива историја, жива легенда. Вистина, тоа е вистина. Одиме полека. Одиме. Ајде, одиме полека. Со Господ добре. Еве стигнавме и до следната раскрсница, како што рековме, село Манастир. Во село Манастир, кој се наоѓа од десна страна тука, се наоѓа еден од најстарите манастири Свети Никола, али тоа таму во друга прилика ќе го посетиме. Тука во непосредна близина се наоѓа и Да. Чебре, кај што планира да ја направат и првата брана. Тука во кањонот позади. Така? Значи тука од лева страна се наоѓа, тука нема веќе тоа не се ни знае дека било, али населба село било викано Смагово и уште место да се вика Смагово. Има по некои пчелари тука се навреќат. И како што рековме, на едно 3-4 километри тамо ќе застанеме пак на раскрсницата кај што е за Дуња и Полчиште, мислам Бешиште и Полчиште. И после продолжуваме Витолиште. Но пред Витолиште се наоѓа? Пред Витолиште, да, се заборав да споменам, се наоѓа манастирот Светилија во село Мелница, родното место на Стале Попов.
Каде ќе го посетиме? Да, ќе го посетиме манастирот, се заставиме. Да одиме. Ајде, со Господа брат. Почитувани мои, по краткиот, така да речам, одмор во долината на река Црна, на местото викано Расимбегов мост, и по речиси поминати 50 на километри од нашето кинисување од Прилеп, стасавме во селото Витолиште и овде малку да одмориме, но и да го замениме нашето возило од марката Fiat Punto со теренско возило, со джип од марката Nissan, затоа што тука во Витолиште завршува, така да речам, урбаната селска цивилизација, а одовде до селото Живово води 4 километарски планински пат, кој кривулесто се извива низ атарот на селото Витолиште, навлегувајќи во атарот на селото Живово. Да бидам искрен и пред себе, а и пред вас, од гледката што ја видов, од хоризонтот што ме окружуваше, не можев да се значудам. Прекрасна колоритна убавина, вистинска питомина, вистинска дивина, недопрена природа, човек да се наслади од тоа што го создала природата, но и да тагува од она што од денеска останало од некогашното село Живово. Од некогашното село Живово речиси ништо не е останато. Сето е камен на камен, а каменот обраснат од трња и капини. Сето зараснато и каменот не можеш да го забележиш. Единствено нешто што останало да говори за некогашното село Живово се селската многовековна црква Свети Димитрија и манастирот Света Петка. И така, додека се обидував да ги пронајдам некогашните селски патчиња и сокачиња, селското средсело, да ги пронајдам остатоците од некогашните кујки, плевни, трла, селските дворови, селските авлии, но и пред да ја видите приказната за празнувањето на нивниот патрон и заштитник на селото, чие име го носи името на светите првоапостоли, свети апостол Петар и свети апостол Павле, а воедно некогашните жители на селото Живово, пред да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, ќе се обидам да ви пренесам дел од непорекливата драгоцена слика за селото Живово низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, кои се состојат од митови, легенди, устни преданија, материјални артефакти, пишени документи, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени делумно опатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Првпат селото Живово во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се спомнува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византинскиот период, поточно речено од 1020 година, за време на владеењето на византинскиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асентив од 1257 година, во грамотата на византинските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, со која селото Живово припаѓа како имот на македонскиот христијански православен духовен, благодатен многовековен бисер Свети Димитрија, меѓу народот попознат како Чебренски манастир,
Во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, издадена во вообзновениот свеченски манастир, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрije Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година, исто така за Свети Димитрија, меѓу народот попознат како Чебренскиот манастир. Во пишаните томански дефтери, селото Живово се споменува во томанскиот пописен дефтер број 4 од 1476-77 година, каде што се наведува дека во селото живеат 10 домаќинства, 1 неженет и 3 вдовици. А во пописниот дефтер со број 73 од 1519 година е запишено дека во селото живеат 43 домаќинства и 4 неженети, додека пак во отоманскиот дефтер број 149 од 1528-29 година е запишено дека Живово брои 36 домаќинства, 9 неженети и 2 вдовици, а според отоманскиот дефтер број 232 од 1544-45 година во Живово живеат 18 домаќинства и 3 неженети. Дека селото Живово на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 19. век, па се до првата половина на 20. век, меѓу кои монографијата Македонија, етнографија и статистика од Васил Кнчов, каде што е запишено дека во 1900 година во ова село живеат 360 жители. Според записите кои ги водел секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, во 1905 година во Живово живееле 400 селани, како и пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев и топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Дека селото Живово на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози и географи, доктор Јован Трифуновски, каде што во неговиот научен труд Селските населби во Битолско-Прилепско поле, издадена во Белград 1979 година, за селото Живово го забележал следново. Селото Живово се распостила на десната страна од реката Црна, непосредно до селото Витолиште. Селото со вода за пиење се снабдува од неколку кладенци. Селото е од збиен тип. Куќите се наредени една спроти друга. Поделено е на две мала, горно и долно мало. Според пишаните документи, селото Живово датира уште од римско време, а првите жители на селото биле христијани. Во 1948 година во селото живеат 225 жители, во 1953 година Живово брои 243 жители, во 1961 година во Живово живеат 250 селани, во Живово во 1971 година живеат 79 жители. Втората половина на 16 век за Живово е период на обновување на селото, испразнето со пустошењето по задушувањето на првата Прилепско-Мариевска буна од страна на отоманците. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата
на скромни сакрални зданија врз претходно разгорнатата селска црква Свети Димитрија и манастирската црква Света Петка, која се наоѓала во северозападниот дел од селото, која воедно некогаш била и соборен селски храм. Во подалечното минато, мештаните од Живово учествуваат и во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за создавање на самостојна и независна држава Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Во Живово се родени македонските револуционери и војводи Трајко Зојката и Трајко Брајанов. Исто така ова село не го избегнуваат воените действија како од првата, така и втората Балканска војна, а и од првата и втората Светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирано во разните војски било речиси сето население, а пак од мобилизираното маско население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратиле во своите родни огништа, а на многумина и до ден денешен не им се знае громнината. Мештаните од селото Живово ми раскажаа многу други приказни за минатото на нивниот роден крај, преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, а вам, драги мои, дел од непорекливата драгоцена слика за Живово низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите од ова село, по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропографијата, ќе се изнајат и љубопитници ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот. Но приказните што мештаните ми ги раскажа за нивното родно село Живово, а исто така и како го прославија нивниот патронен празник Петровден, ќе ви раскажам во наредната документарна емисија за ова убаво заборавено Маријовско село, селото Живово.